Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. СДСМ го обвини Деспотовски дека одработува за власта. Тој врати. Ова не е СДСМ, ниту некогаш ќе биде. ВМРО ДПМН тврди СДС координирано пропаѓа. Македонските армиски мировници рамноправни во мисиите, претседателката со припадниците на армијата. Град Скопје со новогодишна забава за најмалите на плоштадот. Руски напади врз Киев. Снег парализираше делови во САД. За граѓанските иницијативи за чист воздух, што е решение за Усија, дали Вардари ще заборавена приказна за протестите и ефектите во тема на денот, Петар Керамичиев, граѓанска иницијатива за чист воздух во Скопје. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. СДСМ го обвини Јован Деспотовски дека одработува за власта на штета на интересите на опозицијата. Партијата денеска обелодени нови детали за како што тврдат координирана акција на власта за деградација на СДСМ. Деспотовски реагира дека ова веќе не е СДСМ. СДСМ денеска го обвинува Јован Деспотовски за соработка со ВМРО ДПМН со цел рушење на партијата од внатре. Од овие причини велат дека испратено барање до Централниот одбор за итно исклучување на Деспотовски од партијата. Изјавата на Деспотовски за Дојче Веле, во која тој го критикува начинот на кој СДСМ комуницира со јавноста и новинарите, оценувајќи дека тоа не доликува на сериозна партија. Од СДСМ тврдат дека е дадена со цел дестабилизација на партијата. Прв чекор, еден наш член Јован Деспотовски, по неуспешното медиумско прво обраќање, ја продолжи кампањата против СДСМ во еден сериозен и релевантен медиум. Станува збор за поранешен функционер на СДСМ и поранешен директор на големи државни фирми, како што се ПИРС и Фонд за иновации и технолошки развој, кои имат огромни буџети. Под чекор 2, неполни 2 минути по објавата на тој текст, се појавува однапред подготвен, обемен текст на истата тема од еден добро познат портал, на Геровски. Тоа може да значи само две работи. Или одговорите биле однапред испратени и координирани, или текстовите биле пишувани во директна координација со Геро. Искрено, после 30 години политички стаж, најмалку очекував токму мојата матична партија да ме остави целосно без зборови и коментар, вели Деспотовски по ваквите обвинувања. Во сите јавни настапи сум бил максимално умерен, дури и во ситуации за луѓе кои апсолутно заслужувале остар став. Ако таа умереност сега станува закана за актуелниот партиски врв, тогаш СДСМ има многу поголем проблем од колку што и мислиме. СДСМ имала и ќе има многу поголеми личности од актуелниот претседател и никој од нив никогаш не се ставил над партијата, над нашето семејство. Тоа не е СДСМ, ниту некогаш ќе биде. Една лична порака за крај или за почеток. Венко, со една одлука не можеш ниту ќе дозволам да избришеш 30 години работа, љубов и жртва, вели Деспотовски во реакцијата. Демантираа и од ВМРО ДПМН. Нема никаков координиран напад врз СДСМ. Има координирано откривање на тоа дека Зоран Заев гради во Дубај, а Венко Филипче доби златна виза таму. Затоа СДС толку многу и координирано пропаѓа. Одговорите нека ги бараат кај Заев и Башановиќ, стои во реакцијата на партијата. Опозицијскиот лидер подолг период тврди дека владеачката партија преку нивни членови се обидува да ја дестабилизира СДСМ од внатре, бидејќи секојдневно ги објавуваат нивните криминали. Предходно, вакви обвинувања Филипче имаше и за поранишните градоначалници од редовите на СДСМ, Петре Шилегов и Саша Богдановиќ. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Председателот на Собранието Африм Гаши вели дека по нова година ќе почне работна група за измени на изборниот законник. Не прецизира дали станува збор за нов, но вели дека е по барање на Министерството за правда. Нејасно е што се ќе опфатат овие измени, но за нив секако е потребен општено цензус. Затоа што Министерството за правда е предводник на овој процес и тие го предлагаат законот, тие ќе ги повикаат политичките партии да предложат по 20 представници, но не само тие што се организирани во пратенички групи, и тие што не се организирани во пратенички групи, како и независните пратеници. Значи, ни треба целосен консензус во процесот на носење на изборниот законник, че се сложивме околу тоа и дека штом ќе го имаме текстот предложен од нив, ќе знаеме точно дали е целосен нов или е изменет
видоизменет или во која насока или колку проценти од текстот е сменет, па политичките партии во однос на тој текст ќе ги имаат своите забелешки, па така ќе почнат разговорите да се усогласуваат едни со други, да дојдеме до конечно решение. Македонските армиски мировници рамноправни во мисиите, претседателката со припадниците на армијата, град Скопје со новогодишна забава за најмалите на плоштадот. Претседателката Гордана Селјановска-Давкова денеска пред припадниците на армијата порача дека на светот никогаш мирот не му бил попотребен. Потенцираше дека македонската армија е рамноправно третирана. На децата на припадниците на мировните мисии во странство им подари пакетчиња. Во време кога мирот никогаш повеќе не му бил потребен на светот, вредноста на македонските мировници никогаш не била повидлива. Ваква порака упати претседателката на државата до македонските војници кои се дел од мировните мисии низ државите во светот. Селјановска-Давкова им се обрати преку видеоврска од касарната на Скопскиот аеродром на традиционалната предновогодишна средба со нивните семејства. Се чини дека никогаш на светот мирот не му бил попотребен. Но се чини и дека нашата вредност, вашата, на мировниците, ама и на македонската армија, никогаш не била повидлива. Нема место на кое што вие, нашите мировници, не сте рамноправно третирани. Рамноправно со останатите, со сета почит кон вас, вие активно придонесувате за мирот. Свој пораке до македонските мировници испратија уште министерот за одбрана и началникот на генералштабот. Иако денеска сме физички оддалечени, оваа средба има особена тежина и значење зашто не обединува како едно големо семејство. Мојата порака до вас, нашите мировници, во регионот и пошироко, ви благодарам за вашата служба во името на мирот, безбедноста и сигурноста на секој еден од нас. Ние сме тука заедно со вас да продолжиме да ја градиме армијата, да биде една успешна, приказна, не само кога станува збор за борбената готовност, но и се она што ја прави армијата една успешна институција. Косово, Бугарија, Босна, Германија, Либан се дел од државите во кои македонските војници се вклучени во мировни мисии. Ветија дека ќе продолжат одговорно да ги извршуваат обврските, а тоа го слушаа и членовите на нивните семејства. За најмладите подароци донесе армискиот Дедо Мраз. Да ми донесе кукла Зои, да ми донесе меко тефтерче со маче. Топка за фудбал. Фотоапаратче. Што сакаш да фотографираш со него? Слики кад ќе доаѓа Дедо Мраз. Сакам Brawl Stars играчки, зашто Brawl Stars ми е омилена игра од сите игри. Доделувањето пакетчиња на војниот аеродром традиционално се одржува во пресрет на новогодишните и божичните празници. Манифестацијата ја организира воздухопловната бригада на Арама. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А новогодишната атмосфера е веќе на прагот. Денеска град Скопје организираше прослава за најмалите на градскиот плоштад. Мирина Давидовска ги праша децата какви желби имаат. Дедо Мраз пристигна на плоштадот Македонија со воз полн со пакетчиња. На бината беше дочекан од распјаните хорчиња. Град Скопје приреди новогодишно изненадување за сите деца кои дојдоа на плоштадот. Илјадници пакетчиња подели Дедо Мраз за нова година. Децата не ја криеа радоста. Со нетрпение го очекуваа пристигнувањето на Дедо Мраз и му порачаа што посакуваат за нова година. За нова година многу сакам едни многу интересни фломастери што бојат на се и да. А сега Дедо Мраз од каде доаѓа, знаете ли? Па од Лафонија. Штич што диши. Дрес и дрес за фудбал. Од кого? Од Кој ти е омилен фудбалер? Палмер. Јас сакам кола на далинска. Јас сакам да ми донесат стич мече. Дедо Мраз.
Што ќе ви донесе? Подароци! Со киндер јајце. Киндер јајце. А пакетче некаш? Да. Со овој настан почна новогодишната бајка, а градоначалникот на Скопје порача дека ќе продолжи во следните денови со приредби, представи и наградни игри се до 31. Денес со насмевки, радост и многу изненадување се дружевме со најмладите и заедно ја почувствувавме вистинската празнична магија. Дедо Мраз пристигна со полни раце подароци и внесе топлина и радост во срцата на сите дечиња. Ви благодарам што бевте дел од оваа прекрасна приказна и што заедно создаваме моменти кои ќе се паметат. Празничната забава продолжува секој ден, напиша Ѓоргиевски. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Во тема на денот, мој вечерашен гостин Петар Керамитчиев, граѓанска иницијатива за заштита од усија или за почиста животна средина, како се дефинирате? Едноставно сега стоп за усија и самото име е јасно, затоа што сакаме да престане загадувањето од страна на усија и да имаме нормално чист воздух да дишеме во зима. Имавте една иницијатива на протест, тоа беше само една форма, што понатаму да речем? Добро, самата иницијатива е граѓанска иницијатива, кај што самите граѓани се собираме, дискутираме што би направиле понатаму. Оно што го направивме сега е само како помена одреден протест, дека ние сме тука, ние сме будни, ги гледаме што прават и знаеме што прават, а понатаму би правиле нешто повеќе, ќе одлучиме самите ние заедно во самата иницијатива. Добро, колку сте задоволни, да речеме, од одзивот првичен кој што го имаше? Со оглед на тоа што одзивот беше баш за време на празници и прослави и така натаму, ние од сам старт не очекувавме многу луѓе, сакавме да направиме еден символичен протест, така да со оглед на тоа бројката беше огромна. Има ли некоја позадина, да речеме, на тие протести? Што значи позадина? Па да речеме некои други мотиви, да речеме. Не. Да бидеме јасни околу тоа. Значи, самите протести не се антивладени протести, не се позади некоја партија, не се за некоја партија, туку е баш, и ова можеби е чудно за многу луѓе, наставно не врзани со никоја партија, кај што граѓаните се собираат да изразат незадоволство за одреден проблем, во случајов се работи за воздухот и за загадувањето од страна на усија. Врз основа на што ги темелите, да речеме, вашите проценки дека усија е најголемиот загадувач во Скопје? Така, значи прво усија не е единствениот загадувач, но е еден од поголемите. Не мора да навлеземе во многу детали, затоа што мислам дека самите луѓе се свесни дека стварно усија е голем загадувач. Луѓето што живеат во околина, начинот на кој ние успеваме да ги следиме, да видиме колку честички пуштаат, во кое време се загадува. Баш интересно беше последниот период кај што како доаѓаше времето за протест, они почнуваат да уклучуваат или да исклучуваат самите оджаци, самите филтри. И во тие моменти се гледаше дека во моменти кога ги гасат истите, воздухот е многу почист. Тоа се случи од нивна паника, затоа што рекоа ајде ќе пуштиме помалце честички за да може да биде почист воздухот, за помалце луѓе да дојдат на протест. Може тоа да функционира, ќе пуштиме денеска повеќе, помалку тоа. Секако дека може, мислам, не го контролира тоа зашто не би можеле. Не, ве прашувам од аспект на тоа што компанијата тврди дека не е загадувач. Институциите велат дека прават редовни контроли, досега барем нема некои извештаи кои што укажуваат на прекршување на законските одредби, да речеме. Затоа ја прашувам од тој контекст. Од каде да почнам? Значи, многу ми е интересно кога го гледам тоа вие денови, бидејќи како што не истражувавме, сватевме, тоа го кажавме на самиот протест, дека се работи за мафија. Тоа не е збор што го кажуваме од преувеличување, туку навистина се работи за некој што безкомпромисно ги прави работите што ги прави за свој профит. И профитот е голем, истиот се искористува за да може да има одредени истражувања кои се платени, за да може да се представи како граѓанска одговорна компанија, за да може да не се мери во моменти кои навистина треба да се мери. И од тој аспект било што они кажуваат многу нормално дека го прифаќаме со огромна недоверба, со апсолутна недоверба, затоа што би кажале? Дали би кажале да ние загадуваме? Нормално дека нема да го кажат тоа. Треба да се има доверба, да речеме, на институциите барем. Така, оно што ние зборевме со самите експерти кои се консултиравме во самиот процес е дека баш нема јасен начин на кој може тоа да се контролира. Затоа едно од барањата беше да постојат мерни станици околу фабриката, што во моментов тоа не го дозволуваат. Оно што е мерачот во самиот оџак да може континуирано од надвор да се контролира, затоа што во моментов, пазете,
треба да дојде инспектор со USB кај оџакот и да ги земе податоците од оџакот. Тоа значи дека тоа ќе биде апсолутно најавено, ќе се знае што ќе се направи, како што до сега малце податоци доаѓале од таму, тие податоци биле со огромни дупки во самите мерења. Значи, доколку навистина се транспарентни во целата работа, ќе дозволат поставување мерни станици околу, ќе дозволат поставување во самите оџаци, тогаш навистина ќе се знае што е вистината, бидејќи она што гледаме дека навистина бегаат од транспарентност. Добро, и што е решението, да речеме, според вас? Так, она што го бараме, ќе ги прочитам барањата, што делумно ги кажавме на самиот протест, а тоа е дека сакаме мерната станица да биде поставена, значи уште од 2023 таа не работи, сега сакаме да работи и сакаме да може од надвор, како што кажав, да се контролира. Тоа се нарекува и CM систем, кај што сакаме ние во моментов кога ќе се покаже дека надминува одредена граница, автоматски да има забрана да таа фабрика работи, тоа е по систем на CFC-те. Исто така, како што кажав, во зимските периоди кога ќе се надмине загадувањето да се престане со работа, да граничните прагови се усогласат со Светската здравствена организација, сега се да вистина повисоки, а треба да бидат многу пониски. Исто така да се елиминира сите горива што се високо загадувачи. Да се акредитира Државната лабораторија за мерење на аерозагадувањето, затоа што еден од проблемите зашто не се мери е токму тоа, и да се понешти одредбата за деловна тајна од Законот за контрола на индустријски емисии. И како е нормално, најстрого да се придржува до интегрираната дозвола. Цела се барање, да речеме, кон институциите. Сте разговарале со представници на власта за овие ваши барања? Единствено сме разговарале со градоначалничката на Кисела вода, бидејќи ние во прошлиот период пративме барања до сите надлежни институции, одговорија само од Кисела вода, кај што по разговор видовме дека не покажа одреден договор, дека би се направиле нови станици, односно би се поставиле станици околу Кисела вода. Контекст на тоа дали, например, фокусот на протести евентуални виднина би ги насочиле кон институциите, ако да речеме не сака да разговарат. Тоа всушност е фокусот. Самото тоа го кажавме на самиот протест, бидејќи ова не се владени, не се противвладени протести, тука се работи за одредени луѓе што се надлежни за овој проблем и бараме одговорност од нив да го направат тоа што треба да го направат. Така да, во нареден период може би кажале со име и презиме, но генерално очекуваме дека во следниот период истите тие ќе реагираат и ќе постапуваат, доколку не ќе мораме да ги интензивираме. Од Скопје има иницијатива за дислокација. Тоа според вас е решение? Подржувате таква форма или? Вака, од нас не дојде, тоа дојде од Зелен хуман град. Дали го поддржуваме, може индивидуално да си кажат тие што се дел од иницијативата. Лично сметам дека е во добра насока. Значи сметам дека е во добра насока. Но точни пари, например, кој би го платил тоа? Видете, во случајов кога збориме за пари, збориме за здравје. Значи, што ќе ти се парите ако немаш здравје? Во ред, ама сепак сигурно компанијата на свој трошок не ви купила компанија таму каде што е, не е купила во Велес, например. Добро. И веројатно сама од себе никој не би прифатил, полесно би ја затворил отколку да прави дислокација. Веројатно сакам да кажам дека државата и граѓаните би требало да платат за дислокацијата. Тоа е еден огромен проект, не е денеска за утре. Па не би навлегувал во тоа, но мислам дека во апсолутна смисла треба овој проблем што е огромен проблем треба многу да се реши. Значи, дали тоа значи дека тоа ќе биде скап проблем, односно решението ќе биде скапо, дали ќе биде на трошок на самата компанија, во случајов не е нешто што треба да се дискутира, туку треба да се дискутира точно да се најде решение. Без разлика на цената, затоа што цената е здравјето на луѓето. Не, тоа не е спорно. Второ, мислите дека овие ваши идеи би го решиле загадувањето во Скопје, да речеме? Би го намалиле. Значи, решавање на загадувањето во Скопје е огромен проблем, дефинитивно ова би го намалило загадувањето. По тој принцип би требало да се фокусот насочи кон останати. Имате ли лоцирано кои други крупни загадувачи се во Скопје, да речеме, како индустријски објекти или нешто слично? Ние решивме дека ќе се фокусираме на Усија како еден од загадувачите. Дефинитивно има повеќе, можеме да разговараме за нив понатаму, но решивме дека ќе се фокусираме на еден, да го решиме еден проблем, за да може да продолжиме на други. Мислите дека ќе има ефект тоа? Веќе има ефект. Значи, искрено не очекувавме многу со овој протест, но гледаме дека има големо, како кажам, голем одговор од страна на властите или како да ги наречам, така да веќе има ефект.
Но сакаме апсолутно тоа да се реши понатаму. Едноставно ние сме таму и ќе бидеме таму дека тој проблем не се реши еднаш за секогаш. Ве прашал повеќе во контекст на вашата претходна активност како граѓанска иницијатива, тоа беше за Вардариште, таму чинам дека еден месец или повеќе летово се протестираше, па пред изборите, па реално до сега нема некаков видлив ефект или очекувате можеби сега постизборно дека таму ќе биде тој проблем решаван или го оставивте на страна сега? Не го оставивме на страна, будни сме за тој проблем, следиме тоа што се случува таму, ги буцкаме одговорните за таа работа, делумно е почнато таму, значи првиот слој како што е ветен е генерално исчистен, не се гори како што се горело минатите зими пластика, но се уште не сме виделе процес на дегасификација и чистење на самото Вардареште. Така да на крајот на гришата почнато е, но чекаме да видиме дали се уште ќе се направи, конечно ќе се реши тој проблем. Тој протест имаше и голема медиумска поддршка, чинам дека и големи одзив од граѓаните, тој некаде еден месец колку траеше, но таму актуелниот градоначалник, кој што е сега градоначалник на град Скопје, најавува изградба на парк. Да речеме, дел од проектот, сте разговарале ли на таа тема, поддржувате ли таква иницијатива? Мислите дека тоа може да биде решение за Вардариште? Дали е добро решение? Дали имате други идеи како треба да се заврши? Таму има еден дел кој што е ингеренции на општина Газибаба. Дали сте разговарале за тоа? Мислам дека и урбанистички планови не се донесени. Повеќе прашувам форма на тоа дали ќе продолжите со притисок некаква форма за да се дојде до некакво решение? Добро, кога се работи за притисок, кој што кажа во моментот сме будни, го следиме тоа, сме во контакт со властите, ги подсетуваме за работите кои се обврзаа дека ќе ги направат. Во врска со тоа што би требало да се направи, кога бевме во преговори со нив, они ветуваа паркови и така натаму, и ние не многу се задржувавме што ќе биде на крајот со тој реон. Оно што беше битно е да тој реон не загадува. Дали ќе биде парк, дали ќе биде нешто друго. Лично мене, ќе кажам, не толку ме засега, иако парк е многу подобро од било што друго, но сепак оно што е битно е тоа да не загадува. Така да тоа сакаме да го видиме до крај, што ќе биде ќе оставиме на урбанистите да... Добро, и тоа е важно што ќе биде сега како граѓанска иницијатива за чиста воздух, животна средина, веројатно треба да биде фокус и околу урбанистичките планови. Скопје е поприлично бетонизирано со високи згради кои го нарушуваат циркулацијата на воздухот, да речеме така што веројатно би требало да ви интересира дали ќе никнат згради или парк, тоа ми е повеќе. Интересно беше, значи кога почна протестот за Вардариште, тогаш рековме да се фокусираме на еден проблем за да можеме да го решиме тој проблем, за да одиме на друг и на трет и така натаму. И тој принцип што видов дека па и други движења во Македонија го прифати и сметам дека е коректен. Значи да не сите се фокусираат на сите проблеми во Македонија, туку баш попрецизно се фокусира на одреден проблем за тој проблем да се реши. Така да еве кога кажуваш урбанизам, ја не сум експерт по урбанизам и не би сакал да се мешам во тоа. Можеби во иднина, не знам, животот ќе ме однесе натаму, но сметам дека еден по еден прецизно треба да се решаваат проблемите за евентуално да можат сите проблеми да се во вашата граѓанска иницијатива може да вклучите урбанисти кои што се разбираат од тоа, кои што може да ви помогнат да речат. Тоа е интересно. Значи кога се работи за таква иницијатива, луѓето што доаѓаат со својата желба во тоа, врз база на тоа ние можеме да располагаме, бидејќи тоа не беше нешто што беше организирано. Конкретно за Вардариште беше. Знаете како почна тоа? Имаше една група граѓанска патрола за општина Аеродром, што беше направена, ако не грешам, од жена од општина Аеродром, која е направена за самите граѓани да можат да пишуваат за проблемите. И во таа група, кога излезе проблемот со пожарот во Вардариште, некој пише, ајде направиме протест, некој направи флаери, трет направи постери, четврт направи некој настани, останали луѓе се собра. Јас се приклучив. И на крај залепи етикета дека сте партиски. За жал, бидејќи беше предизборие, некако многу луѓе на тој начин тоа го сватија. Но јас би сакал да луѓето едноставно се охрабрат да размислуваат подалеку од тоа, дека не се работи за една или друга партија, не се работи за тоа што е предизбори. Значи случајно беше предизбори, Вардариште години предходно горело.
Така да И не мора да значи дека секоја иницијатива граѓанска мора да е партиска, на пример. Апсолутно. Јас искрено како човек би сакал да можам повеќе ги видам тие граѓански иницијативи кај што едноставно луѓе што не се познаваат претходно ќе се соберат за одреден проблем. Сведочиме и за обратни примери. Имаше многу граѓански иницијативи кои беа партиски, го разбирам. За различни ситуации. И веројатно таму доаѓа тоа да самите луѓе кога се работи за одредена иницијатива, првата етикета таа е лепат, но сепак постојат многу кои не се така. За крај уште едно прашање, можеби е повеќе кон фокус виднина, ако сакате да се насочувате. Охис е интересен случај кај што ние имаме таму проблеми со хемиски материи кои што треба да се дислоцираат, но имаше и некои идеи за таму градење урбанистички планови, така што сте размислували за тој еколошки проблем кој што вака сега реално не загадува од аспект на видливост, но сепак контаминација на почва од таквите химикали е сериозен проблем. Не би сакал да се мешаме во тој проблем, како што реков, јас не сакам да бидам долгорочен протестирач или активист, значи би сакал самите луѓе да се собираат заедно да решат одреден проблем. Случајно се најдовме за вардареште таму. После тоа јас апелирав повеќе организации да се соберат околу Усија. Не превзема иницијатива, случајно и ние сме таму и не би сакал јас да протестирам за секоја можна работа во Скопје, така да би сакал различни луѓе за различни проблеми едноставно да се соберат и да го решат проблемот. Може би животот ќе однеси у политика, не знаете. Ќе видам. Благодарам за гостовина. По 55 години бегалка повторно на сцената на Струмичкиот театар. Руски напади врз Киев, снег парализираше делови од сад. По 55 години представата бегалка повторно на сцената на Струмичкиот театар Антон Панов. После 55 години, Струмичкиот театар Антон Панов повторно е враќа на сцена култната македонска драма Бегалка од Васил Илјовски. Од театарот вела дека новата премиера представува символично навраќање кон делото кое оставило длабок белег во историјата на македонскиот театар, но и продолжување на мисијата за негување на македонската драматургија и оживување на значајните дела од домашното културно наследство. За режисерот Дамјан Димовски, новото поставување на Бегалка произлегува од потребата класичниот текст да се прочита низ призма на современиот живот и актуелните општествени односи. Се заинтересирав малце вака и постдипломски со битовата драма, за тоа дека некако што значи тие традиции што ги имаме ние некако кои се дел од нашата човекова природа и треба да се стават тие некако на ревизија, мислам јас, кои од тие традиции или традиционални вредности функционираат денес и кои од тие традиции треба да се некако да се оттргнеме од нив за да можеме да функционираме во 21 век, односно во современиот начин на живење. Со современото сценско читање, представата ги преиспитува традиционалните вредности и нивното влијание врз човековите избори и семејните релации денес. Во новата поставка, домот не е само место на живење, туку символичен затвор и сцена на вонвременски меѓугенерацијски судир. Во самиот текст интегралниот на Илјовски има многу теми кои се обработуваат внатрешно. Мене најпоќе ме фасцинираше тоа што се случува во домот фактички, како ние самите себе си ствараме еден затвор каде што ние, како да кажам, мислам дека најинтегралниот дел од човечкото постоење е фамилијата, односно домашниот момент. И ние доколку не можеме да се разбереме самите себе си дома во фамилиарните околности, не можеме да очекуваме дека ќе се разбереме надвор во социјалниот етер. Бегалка има особено значајно место во историјата на Струмичкиот театар. Представата за прв пат била поставена на неговата сцена на 1 мај 1949 година во режија на Димитар Колчаков, со што практично и започнала работата на театарот. Нејзиното второ поставување следело на 18 јануари во 70-та година во режија на Александар Думов. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Расте бројот на капацитети за издавање во Охрид, анализите покажуваат дека се подобрува и квалитетот на станови за издавање. Бројот на регистрирани станоиздавачи на Охридското крајбрежје во нагорна линија од секторот за туризам и локален економски развој посочуваат дека за разлика од изминатите години, не само што има зголемување на понудата, туку расте и квалитетот на категоризацијата на приватните сместувачки објекти. Моментално во Охрид има 3000 регистрирани станоиздавачи. 3000 регистрирани имаме.
значи регистрирани, кои што редовно по завршувањето на периодот на важноста на реченијето си го продолжуваат и на тој начин, значи, таа една константна бројка се одржува, иако, да речеме, во споредба за пред 5 до 10 години, таа бројка е зголемена, бидејќи тогаш просекот беше околу 2000, 2100, 200, сега веќе ги имаме 3000 регистрирани кои што работат нормално, легално, согласно законите. Со подобрување на инфраструктурата и најавените локални проекти се очекува раст во туризмот. Во однос на инфраструктурните услови се гледа придвижување. Во однос на локалните инфраструктурни услови исто така најавени се повеќе проекти кои што ќе допринесат да се, ако ништо друго, барем растерети начинот на кој што туристите во Охрид може да ги користат услугите, посебно во летниот период, ето катна гаража, наскоро треба почне да се гради и така натака, и се очекува дека барем со овие работи ќе имаме ние понатаму можност да размислуваме како да внесеме дополнителна понуда за да може да привлечеме, би рекол, поквалитетни туристи. Од секторот за туризам и локален економски развој вела дека постојано има нови решенија за категоризација на приватните станоиздавачи од мал обем, но според туристичките работници останува и проблемот со дивите станоиздавачи кои избегнуваат плаќање на туристичка такса. Нина Аритоновска, Сител телевизија.